Црвено светло пред откупот на црвената куртовска капија. Залихите од готов производ во преработувачките магазини го вклучија алармот кај производителите на ајварка во Струмичко. На еден месец пред почетокот на откупот се плашат дека конзервната индустрија, каде што има полни тегли од лани, нема да може да ги откупи планираните количини, кои лани достигнале 45.000 тони. Со тоа велат ке се создаде вишок кој ќе удри по џебот на градинарите. Моментално преработувачите имат на залиха од 25 до 30% готов производ, а куртовата капија е со 10% намалено производство од лани. Ќе дојде во ситуација каде што од 15-20 август да почнеме поинтензивно со бербите на куртовата капија и ќе дојде да преработувачиот капацитет да не може да ја прима толку секојдневната количина на производ. И ќе дојде до ситуација да се каже дека имаме хиперпродукција. За жал немаме хиперпродукција, немаме мисломоти хиперпродукција, само ќе ни ствара проблем онаа залиха кој преработувачкиот капацитет ја нема се уште продаден. Затоа бараат средба со Министерството заедно со преработувачите и да договорат какви мерки да преземат за да не се остварат лошите сценарија. Има разновидни мерки кои можеме да ги предложиме. Само би сакал да дојдеме до ситуација да седнеме заеднички, да ја увидиме вистинската ситуација, како е на терен, како е кај преработувачите, па заеднички да донесеме заклучок. Ние можеме сега да збориме за тоа, ама ипак мислам една странка нема да биде толку, едната страна нема да биде толку валидна. Кога ќе бидеме трите страни на една маса, мислам треба да донесеме заеднички и добри заклучоци. Памуков вели дека годинава намалено е производството за 15%. Струмичкото поле лани произвело околу 60.000 тони, а годинава очекува реколтата да тежи 50. Еден дел од ајварката се извезува, но најголемиот дел завршува во теглите на домашната преработувачка индустрија.